Делницата Кочани-Штип од магистралниот пат А3 по целата своја должина се смета за своевидна црна точка. Голем број сообраќајни незгоди во кои е регистрирана материјална штета, тешки телесни повреди, но и човечки жртви се карактеристика на оваа сообраќајница. Во последните 10 години е забележан тренд на зголемување на таквите случаи, особено во период на извршување на земјоделските активности на околните ниви. Главна причина за сообраќајните несреќи најчесто е зголеменото присуство на земјоделска механизација која се движи по коловозот на патниот правец, а кај која е регистрирана неисправност на светлосните уреди и останатата придружна опрема. Надлежните служби во сообраќајната полиција редовно патуваат апели и одржуваат средби со земјоделците, на кои им посочуваат на потребата од соодветна техничка исправност на нивните трактори, комбајни и друга механизација, како и за повнимателно управување со нив кога се наоѓаат на главната сообраќајница. Во овој осумаголник тема се токму потенцијалните опасности што ги демнат сите учесници во сообраќајот на правецот Кочани-Штип и можностите за превентивно действување за да нема трагични последици. Петров, зошто според вас, како службено лице кое што ја познава оваа проблематика, делницата меѓу Кочани и Штип се смета за црна точка во источниот регион на државата? Па со оглед на околностите дека сме земјоделски подрачја, односно дека тој пат се просира низ Кочанското поле, каде што земјоделските активности се во голема мера, и затоа бележиме и зголемено движење на овој дел од патот и земјоделска механизација, кои најчесто се случуваат сообраќајните незгоди, посебно во земјоделските активности, во периодот на пролет кога имаме земјоделски активности и сејдби, и есента кога имаме жетвени активности, и значително е зголемено присуството на овие возила на патиштето, односно на овој пат, оваа делница, магистралниот пат А3. Значи ли дека возачите не ги почитуваат прописите, возат побрзо, невнимателно, или пак и земјоделската механизација која што е присутна е доволно виновна за сообраќајките? Па на прво место за сообраќајните незгоди сеопшто е човек фактор, понатаму е возилото, па понатаму е патиштата. Како трет фактор кој влие, значи возачот кој со непочитувањето на сообраќајните правила и прописи, тука ќе исполниме и возачите на оваа механизација не ги довеле претходно во исправна состојба своите возила за да учествуваат на пат. Тие ги доведат во исправна состојба за да учествуваат во земјоделски активности, а не учествува во патот, меѓутоа тие за да стигнат до нивите мора да се движат по сообраќај, односно по патиштата, бидејќи нема многу заобиколни патишта каде што се директни учесници во сообраќајот. Во која смисла не се доволно подготвени за на пат? Што недостасува кај земјоделската механизација? Највеќе недостасуваат светлосно-сигналните уреди, бидејќи тие во раните утрески или во вечерните часови се движат неосветлени, како една од главните причини каде што ова категорија на возила учествува во вкупниот број на сообраќајните незгоди. Има и други фактори, како например неправилно превезување на лица и предмети на тракторите, на земјоделските запреги и така натаму. И следна причина можеме да наведеме Има ли улога движењето, односно брзината на движење, бидејќи тие се движат побавно за разлика од другите возила и на некој начин го забавуваат сообраќајот? Тоа ќе влијае сето на вкупниот број на сообраќајните незгоди. Бидејќи останатите возила на тој дел од патот се отворен пат и се постигна поголема брзина, а тие се со мала брзина и најчесто во ноќните часови при разминување на возила кога не се осветлени доваѓа до тешки сообраќајни незгоди. Забележуваме дека кога се обавуваат жетвените активности има на некој начин и претоварување на земјоделската механизација, односно на тракторите, нивните приколки и невозможност да самиот возач што го правува тракторот да има прегледност на патот. Може ли тоа да се земе како една од причини? Значи неправилно превезување на лица и предмети, со претоварот е исто така неправилното претовар, сместен на товар, сместување на товарот може да биде на една страна, на друга со непрегледноста и тоа влијае.
Едно од одредбите во законот за сообраќај е и да се спречи она изнесување на земјата што на тракалата ја насобираат земјоделските возила. То од нивите на коловозот на асфалтните површини најчесто нанесуваат земја кал кој подоцна представува опасност за останатите учесници во сообраќајот, бидејќи спомнавме тој пат е отворен, каде што брзината, просечна брзина 80 до 100 км на час и доаѓа до избегнување на останатите возачи на земјата на коловозот, односно или па директно контакт со тракалата и со земјата и се исто така зголемува ризикот кај возачите и причините за сообраќајките. Се овозможува на собствениците на земјоделска механизација да имаат и бесплатни технички прегледи во текот на годината за да ја проверат исправноста. Меѓутоа тие, барем од она што може да се забележи на терен, не го користат тоа, не го прават, а нивните возила остануваат без светлосно сигнални. Дојде до промени на законската регулатива, порано тие возила земјоделските се регистрирани на 10 години, а секоја година ја обновува полисата за осигурување. Сега се задолжени секоја година да ги регистрираат овие возила, а со тоа треба да ги доведат технички исправна состојба. Пак ќе спомнам, значи највеќе е битно светлосно сигналните уреди. Во текот на вечерните часови може и ден денес да се забележи дека се движат и покрај вашите предупредувања трактори пред се. Неодамна можевме да и сами бидеме сведоци, може да видат гледачите од снимките што во овој момент одат на нашата на екраните, дека имаше настрадано возач кој што не успеал да забележи навреме трактор кој што се движил на товарен сообраќај. Па токму затоа и ова учествуваме во емисијава, а вашите екипи се секогаш на терен и ги бележат овие појави, па со ова и апелираме до возачите на земјоделската механизација, трактори, комбајни да ги доведат во исправна техничка состојба, светлосно сигналните уреди, каде диоптријата на задната страна дека може да бидат уочливи, а на останатите возачи внимателно движење во услови на намалена видност ноќните часови, особено при разминување, доколку не им е прегледен патот да ја намалат брзината на движење. Она кое што е ваша улога како сообраќајна полиција е да делувате превентивно, меѓутоа не секогаш може и превентивата да помогне, тогаш и следуваат санкции, нели? Да, полицијата и превентивно и репресивно. Репресивното не е омилено, казните се многу големи, затоа да не се чинат прекршоците, меѓутоа и понатаму се чинат прекршоци од сите возачи на учесници во сообраќајот. Посебно кај земјоделската механизација можеме да спомнеме излегувањето од возило на коловозот е 100 евра во денарска противвредност, нерегистрирано возило е 500 евра во денарска противвредност, без управување на возило, без положен возачки испит е глобата 400 евра во денарска противвредност и така натаму, значи глобите се, казните се огромни. Со оглед на лошата економска состојба во која што се земјоделците, има ли некаква толеранција? Се обидувате ли колку толку да им укажете дека она што го правате е прекршок? Па да, секоја пролет и есента се обидуваме и со превентивен план да не дојде до казните, бидејќи не се популарни, тие истите да ги доведат во исправно состојба возилата, кога веќе немаме услови за превенција, кои ќе бидат сите средства за превенција исцрпени, тогаш мораме принудени сме со санкциите. На еден од состаноците што неодамна се одржа во општина Чешиново Облешево беше споменато дека земјоделска механизација управуваат и лица кои што се малолетни и немаат положено возачки испит. Што против таквите? Исто како останатите возачи што немаат возачка дозвола, ќе бидат преземени законски мерки согласно со Законот за безбедност во патниот сообраќај. Истите треба да бидат исклучени од сообраќај за да не учествуваат понатаму во сообраќај. Отежнителна околност е тоа што на оваа делница од Штип до Кочани нема покрај патот други помошни земјоделски патишта и на некој начин се принудени земјоделците со својата механизација да излегуваат на патот. Сметате ли дека би требало во иднина да се направат некакви можности, обиди да се колку толку реши тој проблем? Да, сметам дека е потребно земјоделски пат да има покрај главниот пат што е сега е магистрален, во иднина би требало да биде и експресен пат, каде што уште поголема била брзината и неопходно е паралелно да има земјоделски црн пат, каде овие возила би го користеле и не би се загрозувала безбедноста на сообраќајот на останатите учесници во сообраќајот. На овој состанок во Облешево, за кој што пред малку зборував, присуствуваа и представници на земјоделците. Предлагам во наредните минути
да погледнеме на едно размислување на присутен жител на Чифлик за тоа како би можело да се реши проблемот со неизлегување на земјоделската механизација на магистралниот пат А3. Имавте конкретен предлог околу решавање на проблемите со излегување на земјоделска механизација во атарот на селото Чифлик. Зашто конкретно станува збор? Да, па сега имавме состанок со МВР Кочани, конкретно за механизацијата за тракторите, нели, доколку се гумите извалкани со кал да бидат чистени, па да бидат излезени на магистралниот пат М5. Дадов еден добар предлог што ние сме близко до реката Брегалница, еве сега ќе почне и копањето, чистењето на реката Брегалница, така да тај тампон да го искористиме, да имаме исто пат до магистралниот пат што постои, али дел узурпиран, така да можеме да го тампонираме истиот пат, за да можеме да одиме до бензинската помпа до Чиново и до самото поле, значи на Чифличкиот атар, што има околу 1500 декари. Така да ниеден земјоделец од Чифлик од 150 трактори нема да бидат излезени на магистралниот пат М5. Секој ќе се движи по земјениот пат, фактички како да го наречам тој пат, значи помошен пат, помошниот пат помеѓу тај што излева до Злетовица. Зошто е причината, зошто земјоделската механизација од вашето село излегува на магистралниот пат? Па затоа што е тесен патот и узурпира, не може да се помине тракторот да иде до бензинската. Еве не мора да значи дека сега почнува жетвата и тракторите излеват на магистралниот пат М5 и ние имаме бензинска пумпа која се наоѓа на 1600 метри, така да ќе се оде по овај пат, ќе си ставе нафта, може и навечер и преку ден, значи нема потреба да излева тракторот на магистралниот пат М5 да го загрозува сообраќајот. Патот е околу 1600 метри, не е ништо повеќе. Колку број прилика има во вашето село како земјоделска механизација, трактори и друга? Од 150 до 160. Така. 40% се регистрирани, 60% се нерегистрирани, али технички исправни не можеме сега да тврдиме доколку се тај пат направи, нема да има никаков проблем, значи на магистралниот пат то наше село, пошто има раздвиженост, во еден трактор 3 пати отиде до нивата и дали по нафта, дали жетвата, нели, ложнал берикитот, па да го товаре, па не може наеднаш да го донесе, па оде по втор пат, по трет пат и така да гумите се сега овие врнежли, глобално затеплување имаме, значи доста вода и во нивите, така да колку и да ги чистиме тркалата, пак ќе бидат, нели, со нил, со кал, така да најдобро решение би било тоа, значи патот да го тампонираме, а ние како село, значи местна заедница ќе излеземе сите со наша механизација, доколку ни одобрат, нели, од дирекцијата за води да се црпе една машина само да се плати, да го плате општината утоварачот, да не товара, ние сами ќе се излегнеме со тракторите и приколици, ќе го истампонираме патот во една ден и ќе биде трајно веќе завршена работа, значи. Еве видовме што предлагаат земјоделците како да се реши неизлегувањето на земјоделската механизација на асфалтниот пат Кочани-Штип. Меѓутоа, постојат ли и други опции, некои помошни патишта кои што не се во близина на магистралниот да се користат за земјоделска механизација? Така, паралелно на магистралниот пат би требало да има повеќе опции. Една опција е добра Уларци, село Уларци со Чешивно што е споено, сега од тој дел возилата не мора да излегуваат на магистралниот пат. Втора опција би била добра од селото Теранци до Видовиште е споено, ми тоа да продолжат и понатаму према Штипскиот дел, према Арголица да биде споен како алтернативен пат и кога би се движеле овие возила би имале алтернативен избор да не се движат во главниот. Веројатно решавањето на проблемот со овие сообраќајки ќе биде и можноста со изградбата на експресниот пат што се најавува од Кочани до 3 чешми, така што брзината на движење ќе биде таму префрлена, а овој пат што сега се користи ќе се намали. Да, ќе бидат користени како за возила со помала брзина.
Има доволно сообраќајна сигнализација на патот во моментов. Се почитува ли ограничувањето на брзината, предупредувањата за излегување на земјоделска механизација што постои на патот? Во најголем дел се почитува, и тоа секојаш има водачи кои не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, и затоа сме ние за да ги откриваме и да ги санкционираме или предупредуваме. Кога ќе се погледне статистички во изминатиот 10 години, да речеме, каква е состојбата? Имаме ли намалување на бројот на сообраќајни незгоди? Имате ли некаква анализа? Правите ли Да, ние истражување во тези? секако ја следиме состојбата во безбедност во патниот сообраќај, и тоа во изминатите години има зголемување повеќе фактори. Бројот на сообраќајните незгоди се зголемува, и тоа тука влијаат и со тоа што веќе масовни увоз на возила и така зголемување на бројот на возилата, и тие се со поголема моќ, побрзи, со перформанси. Така, најчесто се случуваат сообраќајните незгоди од возачи почетници кои немаат доволно искуство, а овие возила се превише моќни, и затоа се воведе категоријата возач почетник, каде што има ограничување на киловатите на управување на моќноста на возилото. Значи почетници не смеат да управат премногу моќни машини, возила, тоа да биде до 75 киловати, односно со последните измени 77 киловати. Кога би се направила една анализа на последиците од сообраќајните незгоди, што зборува материјална штета, повреди, не дај Боже и починати лица? Се случуваат и жртви, токму и со ова категорија на возила и со земјоделската механизација има бележиме сообраќајни незгоди со жртви. Во, како што спомнав, главните причини неосветленоста, неправилното превизување на лица на тракторите исто така е опасна појава, и при мал удар или при пат, овие најчесто патниците кои се превезуваат на страниците на тракторот или ќе паднат и ќе бидат прегазени од тракалата, и тука се случуваат овие смртните последици. Исто така имаме појава кога возачите на трактори во удолница ги избацуваат тракторите во нулта брзина или лер, така наречена, и подоцна истите не може да ги запрати, се случува да излетат во некоја провалија и така натаму. Освен тракторите, забележено е и присуство на комбајни, посебно во периодот кога е жетвата на оризот, како се движат по магистралата. За овие возила е предвидено да имат задолжително пратња, да имат жолто ротационо светло, како би ги останатите учесници во сообраќајот воочиле и со особено внимание се движиле покрај нив. И на крај, веројатно покрај оваа кампања што вие на некој начин неофицијално ја спроведувате преку медиумите, имате контакти со местното население, што би им порачале на земјоделците како апел? Да ја доведат механизацијата тракторите, поготово светлосно-сигналните уреди на задната страна, и на приколицата, и на самата глава на тракторот. Правично, значи, тоа да го направат. Мислам дека тоа не кошта многу, не чини многу пари. Обичен триаголник да се стави да биде уочлив на задната страна, понатаму и другите технички неисправности. На сите возачи им препорачувам во ноќните часови внимателно движење, посебно сега веќе на жетвата, да прилагодат брзината на движење спрема условите и состојбата на патот, и на пешаците исто така да се движат покрај левиот рап на коловоз во правецот на движење, како би ги уочили и биле безбедни. Токму тоа при крајот, и самите го споменавте, освен земјоделската механизација на оваа магистрала се движат и пешаци и велосипеди со мотор и обични велосипеди. Така се движат и тие. Тоа е дополнителна веројатно опасност која што ви прави тие проблем. По најголем дел се осветлени, и тоа понекогаш има појава и на неосветлени, и во големи брзини при разминување се тешко уочливи од самите возачи, и така се случуваат овие несакани сообраќајни незгоди. Јас ви благодарам за разговорот, посакувам што помалку случаи така. Благодарам на поканата во емисијата.